Руската централна банка поднесе тужба во Московскиот суд, бара 200 милиарди евра оштета од белгискиот депозитар за хартии од вредност Euroclear. Ова е првиот чекор на Кремљ откако пред 3 дена најави суров одговор за планот на ЕУ да ги замрзне руските пари на неопределено време. Руските медиуми пренесуваат дека портпаролот на Московскиот арбитражен суд порачал дека Централната банка поднела барање за вкупно 18,2 трилиони рубли оштета, што е еднакво на 195,5 милиарди евра, и дека Централната банка потоа ќе одлучи како да ја спроведе секоја пресуда против средствата на Euroclear откако одлуката ќе стапи на сила. Официјална Москва претходно порача дека сите директни и индиректни обиди на ЕУ за користење на замрзнатите руски средства се целосно илегални и во спротивност со меѓународното право и дека го нарушуваат суверениот имунитет на државните средства. Тужбата против Euroclear се случува во пресрет на самитот на ЕУ во четврток, кога се очекува дебата на Европската унија за замрзнатите руски средства да се искористат како заем за Украина, да ги покрие нејзините цивилни и воени буџетски потреби за 2026 и 2027 година. Вкупно 210 милиарди евра руски средства се замрзнати во Европа. Огромното мнозинство од средствата од крајот на септември се чуваат во Euroclear, белгиската финансиска клириншка куќа. Белгија, каде што се наоѓаат повеќето средства, е загрижена за судските спорови и можна одмазда од Русија и е против овој план на Брисел. Бројката на земји членки на ЕУ кои го делат ставот со Белгија постепено и се зголемува. Против се изјаснија Италија, Малта, Бугарија и Унгарија, а се очекува на предлогот да се спротистави и Словачка, откако словачкиот премиер Роберт Фицо испрати писмо до председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, каде многу јасно изјави дека нема да поддржи никакво решение на Европската унија за финансиските потреби на Украина, што вклучува покривање на воените трошоци за наредните години.